Еден од начините за чување и одгледување на цвеќиња и други видови растенија е нивното засадување во садови за таа намена, или понашки саксии. Правилниот избор на саксии е од голема важност, скоро исто толку колку што е важно и да им ги обезбедите другите услови за раст и развој на растенијата и цвеќињата, од типот на прихрана и почва, вода, сончева светлина и така натаму. Апсурдно е, например, да засадите растение со плиток корен во длабока саксија, а обратната ситуација се чини уште понелогична. Затоа, при засадувањето на растенијата во саксии, обрнете внимание на неколку важни моменти. Саксијата за растението представува вештачка средина и тоа не реагира во неа исто како што би реагирало доколку би било посадено во земја, во дворот, парковите и слично. При изборот на саксии треба да помислите на неколку работи, освен на она на која најчесто луѓето помислуваат, а тоа е изгледот и бојата на саксијата и согласувањето со тонот на мебелот. Како саксија може да употребите од најпроста стара чинија или котле, па се до новите глинени порцелански или од други материјали изработени саксии, кои најчесто се и украсувани, а со тоа и повеќе чинат. Кога одбирате саксија, прво на што треба да посветите внимание е нејзиниот облик. Саксиите може да бидат овални, округли, коцкести, поплитки или подлабоки. Обликот на саксијата треба да е прилагоден на коренот на растението, за кој треба да имате некоја информација. Апсурд е растение со плиток корен да ставате во длабока саксија, а обратното е уште понелогично. Покрај обликот треба да посветите внимание на големината на саксијата со најпросто правило што поголемо растение, поголема саксија и обратно. Ако растението е преголемо за саксијата, неговите корења ќе излегуваат надвор, а ако не е соодветно прицврстено, може да паѓа и да се скрши, а ако е премало, тоа ќе се губи во саксијата. Покрај лошиот естетски изглед што ќе го има и послабо ќе напредува. Наше правило за декоративните растенија е кога ќе го ставиме растението во саксијата, при првиот поглед да доминира растението со својата големина, а потоа да следи впечатокот за саксијата. Следно на што треба да помислите е бојата. Не во контекст дали ќе одговара на мебелот, туку во контекст на местото каде што ќе се наоѓа. Ако растението е на сонце, логично е да одберете саксија со посветла боја или бела заради одбивањето на сончевите зраци и поспорото загревање. И белата саксија ќе се загрее, но многу помалку и за подолго време во однос на црната, под услов да се од ист материјал. Материјалот за нас е една од најважните работи кои ги разгледуваме кога одбираме саксија. Според својот материјал, саксијата може да биде пластична, глинена, керамичка и од разни мешавини. Пластичните може да бидат со различна дебелина на пластиката и оние со потенка ги одбираме само ако растението го чуваме во сенка, заради тоа што многу брзо ја загреваат земјата и ни се случило ако пресадуваме растение, земјата, освен што е влажна и е премногу топла, се до дното, што нас воопшто не ни се допаѓа, заради загревањето на коренот. Оние со подебели ѕидови се греат поспоро, но и поспоро се ладат, па затоа не практикуваме за растенија кои се цел ден изложени на сончеви зраци. На овој начин саксијата не се загрева многу. Глинените може да се најдат како печени нелакирани, кои освен што тешко се загреваат, тие се и порозни. Го впиваат вишокот на вода и од целата површина на саксијата тој испарува. Единствен недостаток е нивното ронење, што може да биде голем проблем ако ги чувате во стан, но затоа овие саксии се перфектни за растенија кои не се навиднуваат често, како на пример кактусите. Саксијата мора да има неколку отвори низ кои ќе може да истекува вишокот на вода. Доколку ги нема, направете ги сами ако сте вешти или најдете некој да ги направи. Од искуство, отворите подобро е да се повеќе, а помали за да не испаѓа и земјата. Во случај ова да се случува, наједноставно ставете било каква мрежичка на дното. Импровизирајте со износени педлонски чорапи од кои можете да исечете повеќе парчиња и слични мрежести материјали. Кога одбирате саксија, водете се од потребите на растението и неговата големина, местото каде ќе го чувате, присуството на сонце, карактеристиките на садот, зашто само на тој начин ќе му обезбедите здрав корен.
Како саксија можете да употребите се и сешто, само ако сте доволно креативни и досетливи. Придржувајте се до нашите совети, но дозволете и на вашата фантазија да дојде до израз. Одгледувајте ги цвеќињата со многу љубов и внимание, а за возврат во вашето непосредно опкружување ќе имате здрави и весели растенија. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.